Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Гордана Јанакиевска, хроничар на Скопје, Марина Томска, психолог, и музичарот Георги Гавровски, Гого Реквием. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 9 минути, односно и 10. Продолжуваме со нашите денешни гости. Се надам дека уживавте во денешното издание, односно веќе уживате од 6:45 се до 11 часот со сите она кое што го подготви цела екипа на Здраво Македонија. Ни пристигнаа гостите, доста се расположени, верувам дека така ќе биде и пред камерите, дека нема да им се промени енергијата и расположението. Може да им посакаме добри дојде веднаш до мене Марина Томска, која што е психолог и когнитивно бихевиорален психотерапевт. Го вежбав, ама добре. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, како сте? Одлично, како сте вие? Одлично. Се надам дека ќе имаме убави разговори, убави совети, препораки ќе споделите во нашата емисија и ќе ви биде драго што сте ни дошли. Се надевам дека ќе бидат корисни. Да, благодариме што вака празнично одлучивте да дојдете, иако можеби планиравте проложен викенд, ама сепак Здраво Македонија и Канал 5 имаше приоритет за сите вас. Да, веднаш до вас ние Гого Реквием. Гого, ќе исчезнеме до крајот на емисијава. Добро утро. Добро утро на сите, поздрав до гледачите исто така. Секогаш ми е интересно кога сум тука со вас. Да, имаме нова музика која што ќе ја споделиме со нашите гледачи од тебе. Може на ти ние сме вака веќе долгогодишни пријатели во Здраво Македонија. Ќе ни направиш некој трик, се шегувам, нема да исчезнеме, ама сигурно ќе биде нешто забавно. Па слушај, за добра пара и може да исчезне некој. За тема не знам. Ако може кого да ме пренесе. Ќе се потрудиме, ќе пробаме. Ќе направиме нешто. Да, и веднаш до бисера ни е Гордана Јанакиевска, која што е македонски туризмолог и хроничар на Скопје. Не најбово така сакаме да ве најавиме. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, драго ми е што така ме најавивте, мада мене ми е областа истражување во цела Македонија. Да, но имате доста истражено за Македонија и верувам знаете многу повеќе од сите нас и има некои места за кои што можеби некогаш и не сме слушнале, што не е за пофалба, но затоа и сакаме да ве поканиме и да споделите многу повеќе. Дефинитивно треба да знаеме и мојата цел е да го кажам тоа, па да се научи дека и такво нешто имаме во Македонија. Така е. Бисера, ако немаме технички проблем, добро утро за тебе вака официјално. Добро утро, Цица, се надевам дека се слушаме, дека се е во ред и можеме да си ја продолжиме нашата емисија со гостите. Ќе ги поздравиме и нашите гледачи уште еднаш. Добро утро официјално за сите кои што нас следите ова празнично издание на Здраво Македонија. Одлични теми имаме до 11 часот. Цица веќе ја почна темата, односно со гледачите ја почнавте темата. И ние рано изутринава ја почна ти, јас ја продолжив, сега ќе продолжиме со гостите, денеска е таков денот. Да, денеска е таков денот празничен. Споминавме 24 мај, денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, и токму и тоа ќе биде акцентот. Споминавме во текот на целата наша емисија. Пајте, Цеца, би почнале со Гордана токму за вчерашниот, всушност, но денешниот празник, бидејќи денес се префрла и денес се на работа. Исто прав. 24 мај, Гордана, е ден на писменоста и просветителството. Каде во Македонија најмногу се чувствува духовноста токму околу 24 мај? Па најверојатно Охрид. Без некое двоумење, бидејќи од таму е се она што потекнува и што може да кажеме дека е во врска со писменоста и азбуката македонска во Македонија. И Охрид има најмногу цркви? 365 се вели дека е начинот на кој успеале да ги сочуваат е нешто посебно. Неверојатно е дека кај секого во Охрид, мада не е само Охрид и Македонија, желбата да имаме црква, да ја посетуваме, да веруваме во неа, во нејзините моќи, е нешто што веројатно можеме да бидеме горди дека така постапува. Така. Имате ли некој омилено место кога е Охрид во прашање? Кога е Охрид во прашање,
Едноставно сакам да сум во приватен смештај, се чувствувам како дома. Охриѓаните се многу љубезни, се многу пријатни, гостопримливи, сакаат да се дружат и тоа е она што ме прави да се чувствувам како да сум дома. Со години велам ќе се преселам во Охрид, меѓутоа никако не доаѓа време да тоа го направам. Иако моите 75 години се време за пензија и за нешто да малце се приберам, никако За помирен живот. За помирен, Но кај вас тоа не е така. Сакам да ги прашам и Марина и Георги или Гого, колку мислите дека денес се негува македонскиот јазик и колку вие лично го негувате? Гого? Да, Ајде, да, ти имаат Јас предност. вложувам труд. Значи, вложувам труд, бидејќи го ценам наследство. Ние и пред се идентитетот, ние е заснова на македонскиот јазик, го ценам, се трудам, особено баш тие некои диалектички форми. Да. И мислам дека колку повеќе ние се трудиме, некако како да ставаме примери на другите да се потрудат. И за помладите генерации, да, кои што некако се повеќе користат англизми и се на Особено телефони, на во интернет. психологијата малку интересно, например, некои термини не можат баш така соодветно да се преведат, сепак она нема доволно вокабулар и малце настанува еден предизвик за тоа како да се преведе, ама секојаш моето инсистирање да биде на македонски јазик, иако некогаш не знам така често да преведам директно на македонски од англиски јазик. Интересно. Гого? Кај мене, да ти кажам, од мало дете, значи како пораснав нели у Хрватска и што ми излезеш од дома се збори хрватски јазик, Да. а штом дојдам дома се зборуваше македонски јазик. И до душе струмички моите родители, дека се од Струмичко. И така да мене ми беше голем предизвик, знаеш, да се прешалтуваш. Да. Коиш, јел, ако се сад прешалта на хрватски, одмah ти почне спикат хрватски јазик. Така да одиш во школа, збориш хрватски и се враќаш дома, збориш македонски, доаѓаш во Македонија да живееш, каде што во Скопје се соочуваш дека тоа што си го научил не е тоа што се збори во Скопје. Аха, има некој посебен Нели струмичкиот дијалект. И фактички одново почнуваш да го учиш и денеска. Ја можам да кажам за жал, денеска јас се уште си употребувам некои зборови што се хрватски, има моменти кога ќе кажам чак и тоа и ќе ми текне чекај, не е чак и тоа, дури тоа, знаеш. И за мене е предизвик затоа што буквално скоро еднаш неделно се фаќам чекај, морам да го научам како е правилно на македонски. Значи јас се трудам да што повише више употребувам зборови да не доаѓа до тие мали лапсуси, знаеш. Добро, ти си генерација на Југославија, така што во тоа време се учело српско-хрватски, така го Хрватски, така па опростано да кажам. Се сепак едно богатство се на јазикот и е добро да ги имаме. Ние сме богати како народ со толку дијалекти. Јас сум родена во Белград и до своја 13-та година живеев таму. Мојата мајка е србинка и дома се збореше српски се уште. И моето и ден денеска размислувам на српски, па преведувам на македонски и многу често ми се случува како што наведе тој да нешто кажам на српски, бидејќи во моментот не можам да се сетам на македонскиот збор. Да. Но одлично зборувате во Канал 5 и во Здраво Македонија македонски. Да, знаеш што, има моменти кога се запознавам со нови луѓе, нели, секој дневно се запознаваш со нови луѓе. Многу често ми кажуваат, абе, имаш некое меко ч, ш, ж, л. Кое што вие како да не си вика од тука, викам, тоа е више во мене, тоа не можам тоа да го искоренам, ниту би сакал, тоа е специфичноста, нели? Така е, тоа те прави уникатен и да онаков како што си. И некој имаш нова песна, Убава си, која што е посветена на Македонија. Сподели ни малку повеќе. Убава си е песна што е напишана 2001 година во време на конфликтот. 2001 година е напишана песната? Да, 2001 година е напишав песната. Целта беше за да се направи една домолюбна, родолюбна песна посветена на Македонија, но посветена на сите националности, сите вери. Значи да не биде песна што ќе ја присвојат само македонците, туку песна што секој ќе се пронајде во неа. Значи во песната се зборува за убавините на Македонија, премногу истражување, со месеци истражување имаше, 6 месеци е спреман спотот, за да ги најдам скоро сите убавини во Македонија, па да ги префрлам тие најголем дел на многу лоши резолуции, на слики, да ги префрлам во вештачка интелигенција, да ги направи
во 4K, па потоа да направиме видео материјал и во спотот се 42 локации на Македонија. Па за тоа 6 месеци се снимало. Да, со тоа што вешташка интелигенција ми го направи тоа што не може да го направам пред 20 и кусур години, имав у глава да прелета еден авион, у тоа време, нели, не дрон, денешно време да кажеме, значи еден дрон што ќе прелета цела Македонија, ќе ги опфати најубавите делови на нашата држава. И ете тоа успеа, а крајот на спотот не враќа малце во време, во 50-тите, 60-тите години, каде што повторно со вешташка интелигенција е заживеана стара железничка станица. Стариот плоштад е заживеан. И ќе ви, мислам, гледачите ќе видат зашто станува. Ќе биде 10:30, ќе ја слушнеме и ќе ја видиме песната. Ако смеам да се дофрлам, кога веќе ја спомна железничка, на денешен ден 1988 е пуштена пругата Скопје-Ниш. Вистина. И е прв пат објавено во странски весник и се споменува Скопје. Браво. Ето нешто ново да знаеме. Затоа имаме хроничар. Гордан е енциклопедија, мислам дека може и сама гостинка да ни дојде и да биде доволно интересно, дури без да поставуваме прашање, да ни раскаже се што ние не знаеме и се што било интересно и нераскажано од вашето време. Да. Тоа е наше време, не е само ваше, едноставно треба да имаме гордост колку многу е богата Македонија со нештата што не ги знаеме. Да. Буквално. Тоа е вистина дека ја кога почнав да истражувам за спотот, и сега нормално идам, не знам, Колешински водопади. Знам дека постојат. Охрид, Свети Наум, нели? Знам дека постои. И сега како идеш понатаму, ја прв пат живеам, значи од 94-та живеам во Скопје, ја прв пат дознавам за Куклици. Појма нема што е тоа. Да. После ми се појавува, пишувам пештери во Македонија, знам Матка. Нели, секој оди Матка. Веле, кога ми излезе една пештера, стварно заборав кај се наоѓа, не е некој секојдневно, Гјоновица се вика пештерата. Гостиварско, така. Значи, ја не можам да верувам каква убавина е внатре во пештерата. Најдов само една слика и морав да ја заживеам таа слика преку вешташка интелигенција, видеото да се покаже пештерата внатре како изгледа. Значи има такви места, некој камен мост, мислам кај Кратово или има убави места Македонија. Преубави, стварно преубави места има, мајте, треба малце да се истражува и да се оддели малце време. Да. Баш така. Марина, може да продолжиме малку со вас. Имаме некои стручни теми за кои што се договоривме дека ќе разговараме, па една од нив е како се развива емоционалната манипулација и дали може да се препознае на почеток. Емотивен манипулатор што во првиот час може да се препознае, само доволно ние да бидеме свесни што точно бараме и што точно да видиме. Значи секогаш по истата скрипта. Значи таа врска секогаш е идентична, бидејќи самиот манипулатор како манипулатор некаде има заглавување во детската возраст травматично и како да замрзнува, да речем, некако психичкиот развој некаде до 2, 3, 4 година. Така да, например, од самиот почеток, кога ќе се започне со врската, веќе тие се многу бомбастични. Ете, строго ајде со заменките да не се бориме, нека биде жртвата, да речеме, а манипулаторот нека биде тој. Добро. Ама од самиот почеток, значи тука се некои многу големи, огромни гестови, например се пуштаат букети, серенади се свира, значи ја сакам, таа, значи тој и тука, например, самата фаза на интимност, на близина многу брзо се стимулира. И самата жртва личноста веќе нема време да размисли, да ги процесира емоциите, но од самиот почеток мисле дека тука е некакво бинго, значи тие се од самиот почеток тоа што е на црвено знаменце дека се премногу добри за да бидат вистините. Обично се препознават по грандиозноста, значи кој сум јас, да имам многу врски, да имам пари, да некој е така многу големо инфлатирано его, зголемено его. И од самиот почеток многу брзо започнува, да речам, интимниот свет. Значи имам траума, мојот живот е тежок, значи обично таа улога на жртва е заземваат. И сега таа е првата фаза на пиедестал, каде личноста се поставува понатаму, почнува деградацијата, но од самиот почеток, да речеме, самото реагирање како реагираат на тоа кога ќе му се каже не. Обично не е баш така лесно дозволиво да му се каже не. Или, например, самото реагирање на критика. Обично манипулаторите, бидејќи заради тоа зголемено его, имаат многу така едно чувство на супериорност и право на се.
И кога ќе бидат критикувани, многу остро реагираат. И тоа баш директно оди со напад на личноста. Но често, например, да речем, женскиот пол малку ги игнорира, чисто заради таа многу зголемена романса на самиот почеток. А иначе од првиот сат, доколку се појават овие, да речем, сигнали, доколку, например, не му се остава некаков простор, нема време да размисли, да речем, за состојбата, тогаш веќе станува дефинитивно збор за манипулација. Подоцна, да речем, самата врска оди во една многу поинаква конотација. Значи, малце понатаму ќе се навестат некои сигнали. Тука веќе почнува манипулаторот да ги тестира тие некои определени граници, до каде може да оди, до со што ќе се извлече, до кој му се границите, до каде не. И заради тој пиедестал на почетокот на кој се поставува женскиот пол, често се игнорира. Но се почнува полека со деградација и потоа има некоја фаза деградација, пиедестал, и на крај веќе целосно исчезнуваат. Па има едно, да речам, многу расипување на репутацијата. Но секогаш се по истото сценарија. И секогаш, да речем, жртвите на емотивните манипулатори многу лесно паѓаат во тоа сценарио. Но доколку го препознаваме сценариото, многу, мислам, е мала шансата да некој влезе во врска со емотивен манипулатор. Имате ли лично вие искуство со емотивни манипулатори во смисла да работите со нив и тие да сакаат да си ги препознаат емоциите и сите оние работи кои што ги прават и да се променат, можеби? Обично не. Не. Значи, тие никогаш не, секогаш е нечија туѓа вина, но обично, да речеме, супругата или девојката која ги носи, таа вели да, сега промени го. Тие самите не, тие самите влегват во сценариото кој што понатаму ни е вообичаено, иначе не. Секогаш е нечија туѓа вина. Да. За жал, некако последниот период сме сведоци на насилството во партнерските врски, во семејството. И сега, за да не шириме темата, бидејќи децата се вклучени тука и тие доживуваат вид на трауми, но ќе се задржиме на партнерските врски. Веќе со Цеца споменавте за тоа емоционално насување кога веќе нели ќе се стапи во некаква врска, но пред да започне, Марина, партнерската врска, може ли некои рани карактерни знаци да препознаеме дека можеби постои насилник од другата страна и да спречиме таа врска понатаму да се развие? Постои ли такво нешто? Да. Дефинитивно дека постои. Значи, она најпрвото и најважното, затоа што многу голема патологија го заземва во истиот момент, е грандиозност, едно чувство на супериорност, дека сум над другите, едно лажно чувство дека сум Бог. И ние тоа го викаме грандиозност. Така да, например, обично секогаш се представуваат како над другите и едно чувство дека имаат право на се. Значи, имам право на нечи живот, имам право на нечи граници, имам право на некој пари, едноставно мене ме следуваат, ти сум Бог, нели? Над мен сум, над сите сум, јас сум над другите, се поти треба да ме служат мене. Така да тоа е првите знаци. После дополнително задолжително е проследен со таа фаза на глумење на жртва, значи како животот му е тежок, како се само тие имаат проблем, но нема решавање на проблемот, бидејќи секоја личност која ќе запознаеме има некаков проблем. Нема труд да се реши проблемот, едноставно чекаат да бидат спасени. И тука е таа, да речем, таа мамка во која што влегуваат во партнерските односи. Најчесто, да речеме, доколку самата жртва, ќе го скористам како термин, има тенденција да спасува некого, да решава нечии проблеми, да го сакам до љубов до кој што ќе го поправам, тука тие самите дополнително влегва. Така да се што манипулаторот прави е фактички пушта една јазица, на таа јазица ги влечи и по време ги заклештува. Кога ќе започне фазата на деградација, првото нешто кое што му велам, значи, затоа го викаме манипулација, нема да му рече, ама јас нема да дозволам контакт со семејството, нема да дозволам со пријатели, ќе то ограничам на пари. Туку ќе започне, таа ми смета, таа направи така, овој направи така, јас не го сакам тој. И личноста, за да му удоволи доброволно, почнува да ги прекинва контактите и со фамилијата и со пријателите. Потоа, например, кога станува збор за финансиска злоупотреба, значи нема потреба ти да одиш на работа, јас ќе обезбедам, имаме пари, па имаш проблеми со колегите, со шефот и тие се постојани манипулации кои што се случуваат. Ова веќе проаѓа во контрола. Да, ова веќе проаѓа во контрола. Ама за да дојде до таков тип на врска, задолжително е контролата. Значи, контрола, манипулација, доминација се еден момент каде заедно одат. И сега, ве слушнав и со Цеца, споменавте за купување на подароци, цвеќиње, така натаму. Може ли да препознаеме грижа од контрола? Дали некој се грижи на вистина за нас или не контролира?
Како да и дефинитивно препознаеме можеме да разликата? препознаеме, бидејќи грижата е нормална. И грижата во секоја здрава врска би требало да биде составен дел, бидејќи ние за оние кои што ги сакаме, му обрнуваме внимание и се грижиме за нив. Но грижата, која е разликата меѓу грижа и манипулација? Во здравата врска има процес на давам, значи другата личност прифаќа и потоа јас прифаќам од другата личност. Има едно давање, земвање како процес. И на тој процес се надградуваме и двете страни. Во токсичните врски не е истиот круг. Значи, една личност дава, манипулаторот постојано земва. До степен дури не е истица и затоа потоа ја фрла. И кога таа малку ќе се надополни, потоа се враќаат назад. Но контролата на што следи? Што всушност земва, да речем, манипулаторот, одлуката? Затоа е тоа исклучително многу важно да го забележиме во врските. До каков степен имам слобода да јас се одлучам и да сносам последици од моите работи. Тој кој што се грижи за мене, можеби нема да биде согласен со моите одлуки, ама ќе ги почитува. А додека манипулаторот е личност која што ја земва одлуката и почнува да влие. И сега тука се почнува со притисок, тука се почнува со емотивна драма, тука се почнува со деградација, личноста започнува на одење напрсти, некако стрес има постојан и дури не му биде удоволено, тој притисок е трај. Со време ја тренира, значи она ја дисциплинира да биде постојано таа странат која што удоволува, ако не, значи се одзема вниманието, таа е неголемата манипулација. Така. Гого, дали музиката е лек за душата? Може да не смири кога сме под стрес, кога имаме негативна партнерска врска? Секогаш. Музиката, затоа ја работам. Значи, самиот сум се наоѓал во ситуации каде што секој човек може да биде нервозен, така, значи составен дел од емоциите и нервозата. И секогаш со музика автоматски кога ќе седнам на компјутер, се пушта нешто, сега некој ќе каже класика, не, ја за да се смирам секогаш пуштам heavy metal. Металот ми е мене најдобро нешто што е измислено, хард рокот за мој вкус, енергична музика, така дајте. И кога си супер расположен, ами кога не си расположен, музиката може да влијае многу на тебе. А кај тебе влијае 30 години годинава? 30 години направени на група Реквием официјално. Браво, честит. Голем, сериозен јубилеј. Фала, благодарам. 3 децени. 3 децени музика до 2009 негде 10-та правевме некој си запишувавме каде свириме нон-стоп. Се водеа евиденции. Да, мислам дека го имам слушано тоа. И еве има податок, на пример, свиревме 7 години, секоја недела свиревме во Охрид. И 7 години пресметајте одење, враќање, патување, километража. Да. Колку само е направено до 2009 патување, колку сме имале до Охрид. Да. А имавме период од тие 5-6 години каде што со Југо, со мојот гитариста, значи од 2001 сме заедно, каде што патувавме 6 дена неделно. Браво. И имавме, на пример, среда бевме во, не знам, Гостивар, четврток, бидејќи пред 20 и кусор години секој ден беше сабота. Не се знаеше дали е... Сега си скачаше, така? Нон-стоп си скачаше. Свиревме Гостивар, четврток одевме во Пирава, петок одевме во Тетово, во Теарце, сабота одевме во, да кажеме, Радовиш, недела одевме во Охрид, Браво. Евгелија, и кога ќе видиш, тоа се пресметани, нема да верувате. Замислете си 2 месеци годишно да седите у кола. Да. Седнеш у кола и не искачеш од кола 2 месеци. Толку годишно поминувавме во еден податок за нашите свирки. Така да све и свашта помина. Тоа ја се надевам еден ден мемуари ќе напишам за што све се има случувано наш. Сигурно. Ќе се сетиш на некоја интересна случка или да ти оставиме време?
Интересна случка. Па сигурно имало многу. Сега рече колку време имаме? Чекај. Барем една. Чекај, На некој настап, се случило нешто интересно, Па еве, многу пати ме прашуваат. За просување дали имало? Или Имало, сте биле како сведоци не. на Да. такви настапи? Има многу интересни моменти. Мене многу често ме прашуваат си имаш ли запознаено со овој, со тој, со таа, со оваа, нели? Ние како бенд во крајот на 90-тите, 96-та, 7-та, 8-та, 9-та, 2000-та, Драган Пешич беше еден од најпознати менаџери во тоа време што ги носеше сите познати балкански, ајде да кажеме екс-југословенски звезди во Македонија. Така да имавме чест да засвириме и со Драгоевиќ, и со Ален Исламовиќ, Харис Џиновиќ, Хари Матахари, Мерлин, значи премногу слики има, нели, можат да видат гледачите, нели, Facebook, Instagram мои со сите нив, Даниел Поповиќ, мислам сега ми текнуваат во моментов вака. И ме прашуваат како е Драгоевиќ као човек, Какви се луѓето приватно, какви се они приватно, нели? Еве ќе ви кажам два кратки муабети. Кога дојде Драгоевиќ во Бистро МНТ и се свириме ние, нели? А он доаѓа после концертот во Универзална сала, концертот беше, доаѓа кај нас на свирка и сега јас ја пеам Цесарица, во чест за Драгоевиќ ја пееме Цесарица и станува и доаѓа до мене и до клавиатурата и вика, момак, ај могу јас сад нешто? Толку беше, значи, викам, како не, викам, слободно. Викам, што ви треба од клавиатура да ви наместам нешто бој? Само ти мени клавир, наместиш и тоа е тоа. 2 сати човекот, после концертот во Универзална, значи чест дека ние му направиме него, он стана и 2 сати свиреше во Бистро, концерт направи во Бистро за сите што беа присутни и не отпеа ни една своја песна на тие 2 сати. Само странско свиреше. Која година се случува ова? 98 некаде. Имам слика некоја таму, една-две се слики на интернет пишува и која година е. Друга ситуација е, например, до ден денеска тврдам, една од најпријатни особи, најнормални звезди што се однесува буквално као да не е звезда е Северина. Вистина. Значи, свириме, Северина имаше концерт еден во Скопје, каде што, за да не биде сама, плати 30 хотелски соби за своји 30 најдобри другари и другарки од Хрватска, за да ја прават друштво на концертот. И доаѓа кај нас на свирка, нели, со цела таа фела, нејзини другари. Свириме, ја пеам Либар, се сеќавам, и доаѓа и вика, чуј, ја знаеш ти некај друго од Джибонија отпеват? Идемо ми заедно некај. Викам, чекај, ја треба да дојдам кај неа да ја прашам, може ли да се запознаеме? Не, доаѓа. После 5 минути, јој мене е так неугодно од тим штиклама. Очи питат газду, јел могу ја боса по ресторан? И делува на така. Буквално природно несување, нема тука нешто. А има некој од нив што се да кажеме, буквално јас сум Бог и тоа е број еден е Ален Исламовиќ, например, он е човек што со него бело дугме, нели, поранешниот. Ален, например, не обожава со луѓе да контактира, премногу не обожава да има бекстејдж, бекстејдж. Така да со него сме имали непријатни ситуации, нели, во 90-тите години, ама тоа после прерасна во едно големо пријателство. Така да додека не ги запознаеш едноставно некој од нив, и јас сум таков. Значи не можам јас со секој на настап кој го имаме, не можам јас со секој да бидам здраво, шо преш, добар си, а не се ни познаваме. Значи и ние сме луѓе и бараме некоја приватност. После свирка, например, после настап, ние двај чекаме да седнеме и да се испиеме нешто у тишина. Чекаме да дојдеме дома. Огромни дози енергија за таков тип на затоа што ние се даваме себе си на настап, кога свириш, се даваш себе си затоа што сакаш публиката да биде, знаете и самите доаѓате на настапи. И после кога ќе дојдеш дома, адреналинот 2-3 сати, ти си легнуваш, не си легнувам. Кога ќе дојдам после свирка 2-3 сати, не можам да спијам. Тој адреналин треба време за да спласне. И ти треба таа тишина и мир. Драго ми е што тој адреналин трае повеќе од 30 години кај тебе. Да, и ќе трае се додека можам. Браво. Јас сум сведок, одлични се свирките. Фала. Јас сум фан на таа XU музика, ги обожавам свирките на Гого.
Не затоа што си гостин, не знаеш дека доаѓам и уживам во свирките. Па знаеш како, кога ќе дојдам на настап, јас имам вака политика во моја глава. Тоа е од нашиот прв пејач, за жал почина минатата година, Мики Милован Станковиќ. Со него и го направивме првиот реквием 95-та крајот. Он вака ми има кажано: прв пат кога ќе дојдеш на настап и ќе размислуваш, леле, да земам дневница и да си одам дома, пензионирај се. Така е. Но за секоја работа Тоа е за така. новинарството, да. Ја не работам. И за туризмот. Ја не работам. Значи ја не работам. Ја уживам во тоа што го работам и фактички не работам, бидејќи во будизмот е тоа, мислам. Се додека работиш тоа што го сакаш, нема никогаш да работиш. Јас верувам во таа енергија. Имаме енергија, како вели Марина. Дојдов овде, убава енергијата, ми се допаѓа енергија. Значи, навистина, кога ќе дојдам на твоите свирки, енергијата ми се допаѓа. И песните, нели, нормално, музиката, ама и енергијата е најважно е да пренесеш прво и основно позитивна енергија на публиката што е дојдена тука. Ако дојдам јас, види во секоја работа што ја работиме, проблемите треба да се остават на влез. Така. И кога ќе влезеш на работа, публиката не интересира јас дали имам проблем дома, дали имам фамилиарно, здравствено. Ти си дошол таму, работата ти е таа и мораш да пренесеш позитивно. На крајот од денот луѓето дошле за тебе. Така е. И треба да го пренесеш оно што тие го очекуваат. Гордана, каква музика слушате вие? Па слушам бивша музика. Ако кажам дека Маја Оджаклиевска ми е верна другарка и дека секој одење во Белград, значи прво одење кај незе, дека Джаровски ми беше комшија и дека сите пеачи мање више ми се дружевме со нив, и е нешто што доволно кажува дека одев, знаев да одам, да речеме, со некого, еве со Маја Оджаклиевска и одев на турнеја низ Македонија и таја имаше некои перики, изигрававме близначки. Колку интересно, баш интересно. Така да. Мојот живот и моето работење врзано со туризмот е нешто што дава можност да си опуштен. Да ја сакаш работата, ама да уживаш во тоа што го работиш и да едноставно таа позитивна енергија им ја пренесеш и на луѓето со кои си. Така е, браво. Начинот на кој тоа се прави е многу важен. Денеска сум 75 години пензионер, меѓутоа пробувам сега низ информации кои малце се знаат да им пренесам на луѓето да бидат заинтересирани, да кажат еве да отидеме да го видиме Цоцев камен. Што е нешто уникатно што ние го имаме, многу малце луѓе го знаат. Многу малце луѓе го знаат, а пак странците ги ценат сите наши работи кои што ги имаме, не само за културна наследство. Во моето работење јас бев и председател на Спелошка федерација, на туристички информативен центар во Скопје, за жал сега го немаме, иде 2028, и ја упорно велам дека треба да се отвори информативен центар, ќе дојде странец, не знае каде да се обрати, не знае што треба да види. Да напоменам дека Нови Сад имал 4000 за целата таа година, дека беше град на културата, настани. 4000, тоа значи дека се преку 100 дневно. Ние треба да бидеме подготвени за повеќе од тоа, а имаме што да покажеме. Дефинитивно. Драго ми што го споделивте ова. Уште еднаш баш кај нас. Така дознаваме во текот на целата емисија интересни факти од Па јас сега ги обработвам податоците, едноставно сакам да бидам подготвена, да е на екипа на луѓе ги подготвам дека може и ние тоа да го понудиме и што да понудиме, да имаме календар или нешто што ќе каже ако е странец од тука да земе проспект да го види, точно таму ќе така ќе си одбара кои места сака да ги посети. Кога веќе сме кај македонската култура, кај македонската храна и традицијата, ако треба на еден странец да му објасните што значи македонски дух, што би му кажала? Јас работам сдружение кој се вика Кин Марко Ленд. И првото прашање кај мене е дали Крале Марко јадо компир. Дали го знаете одговорот? Не. Затоа што компирот е многу подоцна донесен во Македонија од Америка. Или такви некои варијанти кои на
Имам Крале Марко храна, токму на тоа. Бидејќи нема плескавица, нема компир, нема пиперка. Она што е наше национално јадење, а не ги содржи тие работи, може да биде понудено. И го нудам во соработка со Ореов Лад. Правевме цел еден јеловник по времења, бидејќи не се јаде истото во пролет, во лето или во зима. Така да имавме, додека ја работев таа тура на Крале Марко, топоним има бескрајно многу, нема место кое нема нешто врзано со Крале Марко и за мене беше тоа предизвик да на луѓето едноставно им го По рекламите ќе дознаеме многу повеќе за сите оние настани во Македонија, културни и традиционални, како што споменавте. Останете со нас да ги погледнеме рекламите и се враќаме во студиото.